што е можно побрзо, веднаш пред формирање на техничка влада, да се одземе концесијата, затоа што знаеме дека има некои роварења, има некои подмитувања, искрено, јавно ќе кажам, Евромакс, концесионерот, фирмата, се уште ги убедува луѓето, ги информира лажно дека ќе имат толку и толку плата во рудникот, дека ќе биде здрав, дека ќе биде исплатлив и така натаму. Нашата порака е недвосмислена и јасна. Ние не сакаме да се истурат илјадници тони отрови во нашиот крај. Оваа концесија, која е веќе 3 години истечена и по сите правни и еколошки параметри, мора да биде одземена. Стоп за рудникот Иловица Штука, стоп за рудникот, стоп за рудникот, стоп за рудникот, стоп за рудникот, стоп за рудникот. Овој наш протест е иницијален протест затоа што до нова година нема да седеме мирни, мора да ги натераме владата да дојдат на седница и да го потпишат тоа што да ја завршат работата што имаат започнато. Се чека новата влада после 12 кога беше април, дека новата влада ќе им дозволи да работат. Значи тоа е агитацијата, владата имате информација за сите тие случувања. Така да, бидејќи ние не им дозволивме еден период од месеци дена и повеќе да преземат некои мерки, не преземаа мерки, не убедуваа дека се е завршено, но како да им веруваме ние на соодветното министерство, кога во тоа министерство скоро заменик министер за економија е адвокат, не знам како може адвокат да биде економист, но адвокат кој што пред 5-6 месеци беше адвокат и на Евромакс, на концесионерот, и ни поднесе кривични пријави на нашите членови. Ако не се одземе концесијата во овој период што останува нова влада, до датумот за техничка влада, можните, не дај Боже, последици што би се случили тамо, во Иловица и Штука, однос на непријатни ситуации, ќе биде на товар и на одговорност на владата. Затоа што ние, еве овде дојдовме на еден начин да ја поддржиме владата и тие сите позитивни структури што се наоѓаат тамо да го сопрат тоа зло.